Со мене во студиото е Елена Кочовска од Полио Плюс. Оваа тема ќе ја посветиме на правата на лицата со хендикеп. Кочовска, добро утро, благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во денешниот утрински брифинг. Благодарам, Кристина, за поканата и чест ми што сум тука со вас. Последната информација која добивме што се однесува на оваа тема е дека е формирана интерпарламентарна група која ќе се залага за правата на лицата со хендикеп. Што поточно ќе прави оваа група, бидејќи се обрати при ова формирање се обрати и Рейчел Галовеј, британската амбасадорка овде. Дали веројатно затоа и можеби доби ова прашање толкава тежина или ова е резултат на вашите долгогодишни заложби? Интерпартиската парламентарна група за правата на лицата со хендикеп за прв пат е формирана како неформално собраниско тело 2003 година. Иницијатор за оваа група е организацијата Полио Плюс движење против хендикеп и веќе седми состав како континуирано се формира оваа група и работи по прашањето на хендикеп. Всушност оваа група треба да представува собраниско тело кој што ќе го артикулира гласот на лицата со хендикеп и ќе води сметка да секоја една одредба која што стигнува во законодавниот дом биде извезена, викаме ние, со одредбите од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Минатата недела во вторникот секако беше формирана и конституиран новиот состав на интерпартиската парламентарна група. Се приклучија 50 пратеници од сите политички партии кои што покажаа интерес да бидат дел од оваа група. Се избра и потесното тело од председавач и во моментот се 5 уште заменик председавачи од различни партии и допрва ги чека работа на конституирањето. Секако тука голема благодарност мора кажеме и на председателот на собранието, господин Тала Џафери, како и генералниот секретар Цветанка Иванова, кои пак всушност уште од почетоците на оваа група се дел. И го отворија својот дом и работат и активно исто така се вклучени, дава целосна поддршка за да функционира ова собраниско неформално тело. А исто така тука се надоврзува и поддршката од британската амбасада или амбасадата на Обединетото кралство, кој пак преку во последниве 2 години преку Вестминстер фондацијата за демократија го поддржуваат техничкиот комитет на интерпартиската парламентарна група за правата на лицата со хендикеп, односно поддржуваат Полио Плюс, кој делува и е технички комитет на оваа група и всушност ние сме им, како викаме, секретаријат кој што ги храни со сите нови збеднувања по основ на начинот како треба да се имплементира толкува конвенцијата и како истата да биде вградена во секоја една законска одредба, запазувајќи го, велиме, интересот на заедницата со хендикеп. Веќе секоја непочитување на одредбите од конвенцијата всушност доведува токму до зголемување на антагонизмот помеѓу лицата со хендикеп и лицата без хендикеп од друга страна. Така да од тој аспект и Вестминстер фондацијата за демократија со британската амбасада се надеваме дека ќе продолжат да даваат поддршката на работата на Полио Плюс во насока да ги зајакнеме капацитетите на пратениците кои што се вклучени во оваа група за да бидат прави гласноговорници за граѓаните со хендикеп. Тука секако во оваа поддршка се надоврзува и поддршката од програмата Civica Mobilitas преку швајцарската амбасада, кој исто така се поддржувачи на работата на интерпартиската парламентарна група за правата на лицата со хендикеп. Велите, ова не е прва ваква група, како сте задоволни од функционирањето на претходните групи и што очекувате од ова? Очекувате ли да биде поразлична од претходните? За разлика, секоја една група си има свој шарм и различен начин на работа. Меѓутоа тоа како ќе работи и колку успеси ќе постигнат зависи секако од потесното раководство, од председавачот и заменик председавачот. Меѓутоа гледано, например, во изминатиот период со поддршка од Вестминстер фондацијата за демократија
И во соработка со парламентарниот институт направивме на пример анализа како парламентите во светот, во 6 парламенти анализиравме, всушност ја вградуваат Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и како работат, какви собраниски тела имаат, формални, неформални, така натаму. И верували или не, меѓу подобрите и интерпартиската парламентарна група за правата на лицата со хендикеп, кој што и во регионов е една и единствена. И, например, претходниот состав работеше и акцент стави на политичкото учество на лицата со хендикеп и заедно во соработка и со председателот на собранието се донесе декларацијата за политичко учество на лицата со хендикеп во нашата држава. Работат на измени на одредени закони, некогаш ние викаме и запирка во законскиот текст многу значи за лицата со хендикеп, а не пак да наметнете одредена обврска. Има големи успеси, тука и секако вклучувањето и иницирањето на интерпартиската парламентарна група за правата на лицата со хендикеп да се донеси лекс специјали закон во нашата држава, закон за еднакви права и достоинство на лицата со хендикеп. Меѓутоа, проблемот е тоа што кај нас нема институционална меморија и најчесто овие прашања остануваат затворени во нашите кругови. Значи, потребна е поголема и промоција и поголема видливост, можеби и на членовите на ова група на ИППГ, како што ја викаме на кратко, но од друга страна потребно е и подигнување на капацитетот на ИППГ, можеби во иднина да стани формално собраниско тело кој што исклучиво ќе се занимава со ова прашање и нема да дозволи ни еден закон да помине без да биде разгледан од аспект на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Се сретнавте и со шефот на државата, со Пендаровски, каков е резултатот, што ќе биде резултатот од таа средба? Со председател на државата склучивме меморандум, подпишавме меморандум за соработка со цел од една страна промоција и поголема видливост за значењето и потребната вредност од примена на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, затоа што претходните две средби кои што ги имавме, дојавме до заклучок дека за жал извршната влада и останатите општествени актери кај нас не ја препознаваат Конвенцијата како договор кој што има големо значење за нашата држава од една страна, но од друга страна не разбираат дека потребно е тие одредби, тие принципи од Конвенцијата да бидат вградени во секој еден закон, во секоја една одредба и секоја една акција која што ја презема било кој актер на било кое ниво. Од тие причини го подпишавме овој меморандум за соработка, кај што ќе правиме промоција на Конвенцијата од една страна, но ќе покренуваме различни активности за надградување или пак можеби враќање на одредени закони кои доколку истите не бидат усогласени со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, при што заедно треба да делуваме во насока, како викаме, да граѓаните заедницата со хендикеп ги ужива истите права како и останатите граѓани и во исто време ќе работиме на привлекување на меѓународната заедница за да дадат и техничка, можеби финансиска, институционална поддршка на нашите, на општествените актери и на владата на национално и локално ниво, како поефикасно да ги спроведате одредбите и обврските кои што произлегуваат од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Точно како ќе погледнеме инфраструктурата денеска, не дека е многу променето во однос на изминатите години, ако прошетаме по основните училишта, по средните училишта, по шопинг центрите, јавните установи, можеме ли да кажеме колку од нив ги исполнуваат условите за лицата со хендикеп? Ова ве прашувам колку ги исполнуваат, бидејќи е помал бројот, па помалку ќе треба да набројуваме. Генерално ние за жал се уште се вртиме околу пристапноста. Меѓутоа, она што е очигледно е дека општествените актери не поимаат што значи пристапно согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Дури во последно време имаме назадување и во ова област, бидејќи веќе, например, обележани паркинг места по стандард, со новите преобележувања тие не се по стандард за правата на лицата со хендикеп и институцијата не разбира дека прави всушност директна дискриминација кон заедницата со хендикеп, ограничувајќи го целосно пристапот до добра и услуги и ограничувајќи мобилноста на заедницата со хендикеп. И тука недостасува се гледа дека институциите не поимаат дека постои
конвенција и дека не поима дека имаат обврски согласно конвенцијата. Точно е и од друга страна дека оваа конвенција не е вградена во постоечките законски одредби, меѓутоа визави и покрај тоа треба секако сите да знаат дека можеби немаме закон, можеби законот не е усогласен со конвенцијата, но конвенцијата е обврска и таа мора да се примени во целост. За жал се уште се врзуваме и дискутираме и разговараме само за пристапноста, не гледајќи дека околу нас се случуваат голем број на промени и се отвараат голем број на прашања кои како ги засегнува заедницата со хендикеп. Например, насилството на жените, врз жените и девојките со хендикеп. Па земете го и пописот. Меѓутоа, за овие прашања ние заради пристапноста не можеме да стигнеме на ред да дискутираме и да ги отвориме прашањата. Или, например, колку постоечката пакети кои што ги дава државата се во согласност со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и дали можеби одредени мерки направиле штета, за тоа дали се или не се во согласност со конвенцијата? Не се. Мерките кои што се донесени не се. Кочовска постои државен инспекторат на локално ниво токму за да ги следи овие активности на локалните власти за кои што ние досега разговаравме. Што очекувате од оваа тела? Па се надевам дека со државниот инспекторат на локално ниво ќе ја зајакнеме соработката, бидејќи инспекторатот прави мониторинг на одлуките кои што ги носат советите на општините, а во исто време прави и ја следи имплементацијата на тие одлуки. За нас е многу важно одлуките кои што се носат на општинско ниво да бидат во согласност со одредбите од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, бидејќи она што се случува на национално ниво се одразува и на локално ниво. Општините, за жал, ова прашање исклучиво го третираат од аспект на медицинскиот и милосрден пристап и исклучиво во делот на социјална некоја заштита и некоја парична бенефиција. Меѓутоа, на локално ниво и како општините имаат обврска да донесат стратегии по ова прашање, да ја средат пристапноста и секако да креираат различни пристапни или односно сервиси за поддршка кои што ќе излезат во пресред на заедницата со хендикеп без разлика за каков вид на хендикеп станува збор. За жал, ние се уште на локално ниво сме далеку од ова прашање, што е повторно велам одраз од практиката која што се случува на национално ниво. И бидејќи ја отворивме темата, со истото и ќе го заокружиме овој денешен разговор, што е вашиот предлог, вашиот став, како треба државата да се однесува во ваков вид пандемија со лицата со хендикеп, што туку рековте дека не се овие одлуки, овие мерки владини во согласно со конвенцијата, што треба да направи конкретно владата? Конвенцијата е стрикна и јасна и по ова прашање во услови на вонредна состојба, елементарни непогоди. Има цел еден член кој што треба да биде испоштуван и треба да биде вграден во секоја една одлука. При тоа, следејќи ги принципите на еднаквост и недискриминација, пристапност и достапност, еднакви можности, земајќи во предвид земајќи го во предвид интерсекцијскиот пристап, што значи дека мора да се води сметка и за родовата положба и при тоа да не се да не влие или да не придонесува за иземање на правната состојба на лицата со хендикеп, значи да не им се изема деловна способност, од една страна, но од друга страна мора да го промовира и културниот идентитет на заедницата со хендикеп во секоја една област. Има многу мерки, меѓутоа за жал и во оваа ситуација голем дел од тие мерки не ги следат одредбите од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Се обративте ли вие до владата и му кажавте ли некако? Да, пишуваме и писма, поставуваме и прашања, меѓутоа за жал не најдуваме на некој посериозен одговор. Дотолку повеќе што сега и со проблемот со вакцинацијата ќе излези на виделина, имајќи во предвид дека постоечките ковид центри не беа пристапни и достапни за лицата со хендикеп, сега се отвара прашањето дали пунктовите за вакцинација ќе бидат пристапни и достапни, како ќе се вакцинираат лицата со хендикеп кои што не можат да излезат од дома, на кој начин, кој ќе го мониторира тоа и така натаму. Меѓутоа на тие прашања ќе мора да дадем одговор Министерството за здравство и Комисијата за... Нека пристигнат вакцините, ќе го следиме и ова прашање и секако како медиум секогаш имате простор кај нас. Елена Кочовска, Полио Плюс, ви благодарам за денешното гостување. Благодарам, Кристина, и се најубаво. Секако се гледаме во друга прилика. Да.